Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во ново издание на анализата на 24 вести. Тешката политичка криза која трае со месеци во Македонија е едно од главните прашања за која ќе зборуваме во оваа емисија, како да се дојде до решение, како да се излезе од оваа ситуација која ги мачи македонските граѓани. Вечерва ќе зборуваме со председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Господине Заев, добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите. Господине Заев, да почнеме од она што е најново, тоа е извештајот подготвен од господинот Рајнхард Прибе, поранешниот директор на Директоратот за Западен Балкан, во кој се зборува за целата таа ситуација која е настаната во Македонија после објавувањето на вашите бомби. Во тој извештај, за кои детали излегува попладнево во дел од медиумите, се зборува дека се направени тешки злоупотреби на власта, дека Управата за безбедност и контраразузнавање работела спротивно на своите надлежности, работела во корист на партијата и една низа други такви тешки злоупотреби се нотирани. Вие веројатно имате добиено копија од овој извештај, имаат добиено сите партии. Сега што ќе се случува понатаму со него? Што е она, зашто тој извештај ќе биде важен во моментов? Од вчера сум малку посреќен човек од порано заради тоа што покрај тоа што сум водач на целото ово опозиционо движење Граѓаните за Македонија со своите ставови, докази и аргументи, е многу кредибилна независна институција, здравје поголема и не гледам, Европската унија ги дефинираше сите оние аргументи за кои што се боревме, а во полза на враќање на нашата земја во нормала. Ако Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата досега имаат пуштено 38 бомби, целиот овој извештај кој што вчера ние го добивме како официјален документ, сам по себе 40 бомби заедно. И да го гледаме ова прво како еден објективен извештај, заради тоа што навистина треба да го искористи нашата земја во полза на враќање во нормала, на враќање на демократијата, на слободата, на демократските институции, на корективите во општеството, тие што ги викаме често во разговорите check and balances или корективи кои што мора да бидат вградени во секое демократско општество, во секоја нормална земја. Секако, иако вчера го имаме, сепак останува правото на Европската комисија преку представниците во Македонија, тоа амбасадорот Орав и канцеларијата на Европската унија тоа да го објават. Ние укажано дека утре веќе би се случило тоа, да тој извештај биде поделен до јавноста преку вас, медиумите, за да биде дополнителна обврска на сите партиципиенти или чинители во овој политички диалог, во разговорите, пред се најмногу на власта се разбира, да може да биде целосно спроведен со конкретни рокови, прецизно дефинирани датуми за негова имплементација. Јас сум среќен што еден ваков документ, кој што е составен извештај на официјалните годишни извештаи кон Македонија, конечно и ќе придонесе кон сериозно промена од тоа што за нас значи автократски систем, режим на владење, диктатура или враќање кон нормала на Македонија. Добро, тој извештај нотира сериозни нерегуларности, така пишува, еве ќе видиме некои, например, директно инволвирање на владени и партиски високо рангирани функционери во нелегални активности, вклучително изборни измами, корупција, злоупотреба на власт, тешки злоупотреби на институции, корумпирани високи државни функционери и така натаму, значи има повеќе точки. Вие велите дека ќе мора да се имплементира овој извештај, тоест да се спроведат реформи во клучни општествени сегменти, но сега главно прашање кој ќе ги спроведува тие реформи? Значи, јас се надевам дека во многу брзо време ќе се состави таа, да внимавам како ќе ја кажам заради преговори што предстојат, организација на влада која што ќе ги подготви и спроведе изборите. Така е дефинирано од 2 јуни, не е веќе тоа преводна влада. Океј, организација на влада која што ќе ги подготви изборите, со тоа и во тој договор од 2 јуни обстојува врската сите партии. Пред се и парламентарно застапени, но и другите политички партии имаат врска да го спроведат тој. Се надевам дека заедно тоа ќе го направиме за Република Македонија. Тоа е врска на сите, согласно својата тежина и поставеност во општеството. Секако, и заради тоа што 5 теми кои што ги опфаќа овој извештај се можеби најзначајните. Овде е правосудството, значи судството и обвинителството, ова е медиумите. Овде се одредени други многу значајни сегменти од општеството како што е прислушкувањето сега што излезе
или корективите на институциите на системот, како заштита на личните податоци и многу други важни институции. Вкупно се 5 области каде што ги има буквално скенирано сите актуелни моменти во државата со конкретни препораки, дефинирани во извештајот на господинот Прибе и неговата работна група, а сублимирани во еден сублимат како препораки од Европската Унија. Тоа се заеднички 2 документи, подеднакво важни како еден документ, кој што со неговата имплементација апсолутно верувам дека Македонија ќе биде поинаква, подобра, многу земја од тоа што е денес. Да, токму имплементацијата е проблем. До сега Македонија спроведе доста реформи или поточно кажано ги спроведе на хартија, но не гледаме дека постои имплементација подоцна на тие закони во реалниот живот. Сега вие велите дека очекувате имплементацијата на овој извештај, неговото исполнување на теренот да го направи таа некаква преодна транзицијска или било како да ја наречеме влада за подготовка на избори. Влада за подготовка на избори, ете така. Но Европската Унија бара овој извештај да го имплементираат институциите. Јас не верувам дека они во извештајот велат дека треба да го спроведат таква влада. Не, они го кажуваат колку се лоши институциите заради исполитизираниот систем, заради тоа што повеќе нема држава, се е партија. Заради тоа што повеќе ги нема корективите во општеството, заради тоа што совеста е засенета комплетно, совеста медиумите, мислам, или слично. Знаете, заврши времето кога ние може да очекуваме само Груевски и Ахмети да го спроведат тоа. Заради тоа се овие политички борби кои што од крајот на јануари се случуваат во Република Македонија. Тоа време е минато време. Апсолутно веќе сите заедно сме чинители во она што значи иднината наша. Мислите дека овој извештај индиректно имплицира дека не е можно решение без некаква таа влада која ќе организира избори? Овој извештај Дали е таа поентата? Овој извештај имплицира имплицира оставка веднаш на Груевски. Овој извештај имплицира заменување на Али Ахметов владата веднаш. Овој извештај имплицира еден силен аларм, извичник исправен пред сите нас, каде што мора да седнеме сите заедно, да ги тргнеме сите наши предрасуди, суети и да се зафатиме веднаш тоа што таму се дава како препораки да го имплементираме. Веднаш. Добро, кога зборуваме за природната влада, тоа е една од темите која е нашироко елаборирана во последниот период, една од темите која е ставена на маса и на преговорите во Брисел и во Скопје. Кој е вашиот став? Еве, вие го кажавте доста пати во медиумите јавно ставот за природната влада. Вие баравте првен Груевски да замене веднаш, подоцна се дојде до зборување за некакви рокови, кога тоа би се случило. Значи, добро, тоа е разбирливо, преговори се, затоа и се преговара. Кој е вашиот, имате ли некаква црвена линија испод која не би можеле да поминете? Кога е вашиот последен рок за кој би можеле да застанете зад него и да кажете дека испод ова Груевски не би можел да остане премиер? Форматот е многу важен на тоа што го преговараме. Но најважно е да добиеме фер и демократски избори. Победникот да има комплетен легитимитет. Тоа е најважната работа внатре. Гледате дека отстапуваме веќе преговори се и даваме шанса да го изнајдеме решението. Но она што го бараме се конкретни, прецизни, дефинирани детали. Ки ги појаснам. Не смее да се случи директор на Центар за социјални работи и вработените да ги посетат во самата кампања пред изборите примателите на социјална помош и да им се закануваат. Не смеат инспекцијските служби да харат по Македонија да се закануваат на приватните фирми, на газдите и нивните вработени. Не е дозволиво повеќе да се купуваат гласачите преку субвенциите и преку сите други државни пари кои што се наши заеднички пари и им следуваат на сите по закон. Не е дозволено тоа што се правеше досега во Македонија да биде. Тоа се тие принципи и детали кои што морат да бидат дефинирани како крајни граници. Ние од тоа не отстапуваме. Како да се спроведат? И никако нема да отстапуваме. Како да се спроведат, господин Заев? Тоа е прашањето. Еве, организацијата на влада. Како би се гарантирало организацијата на влада е токму тоа. За жал ја доведовме Македонија. Да мораме ние внатре сите да си бидеме едни со други корективи или чувари. Ние да го чуваме ВМРО да не ги прави глупостите, еве и тие нека не чуваат нас да не ги правиме глупостите. Токму заради тоа ја бараме таа организација на влада која што треба да ги подготви и спроведи изборите. Значи, Но и при тоа, сето она што досега е договорено, само по себе треба да ги врати институциите и институциите дури да помогнат. Тие корективи внатре. Едно е ДИК,
со преформулација и реорганизација на ДИК и надлежностите нови кои што треба да ги добие. Но исто така, тука е јавното обвинителство, тука е судството, тука се, не знам, Македонската радио телевизија, тука се Агенцијата за медиуми, тука се Антикорупцијската комисија, еден куп институции кои што сами по себе се поставени институционално, уставно, законски да бидат корективи на сите оние девијантни состојби, а до сега тоа не го правеле. Затоа еден дел во сите овие 10 месеци што ги имаме цели и повеќе до крајот на април се сосема доволно одмерени да самите институции се вратат во нормала, да ги вратиме корективите во општеството, да ги вратиме демократичноста во нивната постапка и како нус продукт да се јави сам по себе на површина слободно изразената волја на граѓаните на самиот ден на изборите. Значи, дефинитивно веќе не зборуваме за никаква влада која би била составена целосно од експертска, технократска или било каква, веќе зборуваме за политичка влада, тоа е дефинирано, или може да се каже со други зборови концентрацијска влада во која би влегле така, тука разговараме за тој дел. И партии од опозицијата. Во тој правец разговараме. Можеби тоа не се појави еден брифинг, извинете, на Дојче Веле во кој се вели дека опозицијата е понудено да добие заменик министерски место. Не. Тие беа дел од модалитетите на разговорите кои што паѓа на маса и апсолутно ако не ги добиеме ние фери демократските избори, односно гаранцијата за потполн легитимитет на победникот. Заменик министер не ја врши таа работа да биде чувар, буквално на глупостите на власта да не се повторат. Значи, конечната цел за да биде исполнета, уште од сега мора да се постават темелите на овие наредни 10 месеци кои што ќе ја постигнат таа конечна цел. Полн легитимитет на власта, признат од оној што ќе изгуби. Од тука мора да ги воспоставиме принципите. Затоа вака зборувам. Веќе не зборувам министерства, премиер или слично. Не, ние сме пред можеби финални разговори, да дадеме шанса, но да сватат граѓаните која е нашата цел, која е нашата тенденција, зошто остануваме на нашите ставови. Заради тоа што мора да се врати, знаете како, спокојот, слободата, стравот да го снема. Граѓанинот да биде апсолутен владател на општеството, да власта се плаши од него. Власта таа која што ќе ги спроведе изборите на крајот на април. И од тука велам дека деталите ќе ги видите кои се согласно нашите барања, секако знаеме дека сите мора да отстапат, но надвор од тие принципи ставови не може да се излезе заради тоа што на крајот само ние ќе се лажеме таму што седеме на маса и разговараме, ќе лажеме меѓународната заедница, а на крајот ќе ги лажеме и граѓаните. Ние не смееме да си дозволиме ниту повеќе ниту помалку од полн легитимитет на власта признат од оној што ќе изгуби. Да, добро, разбирливо е што не сакате да влезете во детали, среде преговори сте, но еве можеме да кажеме дали ќе остапите во вашиот став дека нема да прифатите решение во кое премиерот Груевски ќе остане на својата позиција. Така е, гледате дека ние веќе ги доближуваме ставовите по полека и секако соодветен период дефиниран за и врзан за оние принципи за кои што се залагаме, доказливи во разговор. Се докажуваат зошто премиерот минимум толку време не смее да ја води таа влада. Ќе ви кажам една работа, само колку да се знае на што целиме. Не може премиерот Никола Груевски, вака инволвиран, согласно она што и последниот извештај на ОПСИ ОДИХР го кажа. И сите овие аудио снимки кои што ги објавивме, тој да биде тој кој што ќе соопшти дека да, сега е валиден избирачкиот список. Не, аве заедно тоа мора да го направиме. Таа влада, каде што нема да биде ни Груевски, ни Заев. За да биде тоа кредибилно и да знаеме да сега му веруваме на тој избирачки список. Тоа само еден мал момент од многуте работи кои што морат низ преговорите во овој период да се издефинират. Оти ние досега што правиме? Рамка за преговори дефинираме. Кога што зборуваме за изборите, овде изборно законодавство, избирачки список, државна изборна комисија, корективите на целиот овој изборен процес, еден куп работи мора да ги издефинираме. Во изборниот законник, диаспората ќе остане вака или не? Ќе има нов цензус таму? Ќе продолжи да гласа или не? Ќе останеме една изборна единица? 3, 6, како ќе биде? Ќе бидеме со отворени листи или вака со затворените листи? Ако одиме кон демократизација на општеството, тие теми мора да ги отвориме и да ги затвориме и да се договориме за нив. Вие зашто се залагате за диаспората конкретно? Сакате да продолжи да гласа или не? Дел е секако од нашите ставови, но не е круцијален да наруши разговори кои што траат, кои што ќе бидат и утре и следните денови. Диаспората, ако остане да гласа,
таа мора да биде со цензус исти или приближно со цензусот за пратеник во Македонија. Ако во Македонија, во државата овде, требат меѓу 8.500 и 10.000 гласа за да се избере еден пратеник, така ќе биде и во диаспората. И може да се случи Европа да има 11.000 гласачи излезеност и да избере пратеник. Австралија да има 750. Нема да има пратеник. Значи паритетот е уставна работа, тоа мора да го загарантираме и една од начините на изнаоѓање на оваа работа е токму тоа. Значи нема да дозволиме нешто кое што не е во функција на демократичноста, еднаквоста, правичноста или слично. Да, добро, кога е закажана следната рунда на преговори? Има ли некаков датум или се знае ли кога ќе продолжат? Утре во 1:30 после пладне ја имаме средбата на сите представници на 4 политички партии заедно со двајцата амбасадори на Европската унија и на Соединетите американски држави. Подготвувајќи ја таа средба за утре е дефиниран предлог датум кој што треба да биде еден финален датум да го постигнеме договорот. Тоа е до крајот на овој месец. Зошто? Заради тоа што од почетокот на јули ќе се подготвува и годишниот извештај за Македонија, од кој што зависи препораката за датум за преговори за членство на Република Македонија. Така да датумот ќе биде утре објавен, исто така како извештајот се надевам дека токму утре ќе биде објавен, но дефиниравме скеџуал, роковник од прилика каде ќе се движиме. Се надевам дека утре на таа средба тоа ќе биде потврдено за да кажеме дефинитивно дека се тие датумите пред кои што се обврзуваме да целата оваа работа ја завршиме. Добро, што ќе се случува ако не се постигне договор? Вие имате најавено отприлика дека ќе продолжите со своите активности. Во една од своите последни телевизиски обраќања кажавте дека не сакате да го користите зборот радикално за тие мерки, но секако дека ќе продолжите со некаква стратегија за, како што велите, за минување на власт. Која е вашата стратегија за идно делување, еве доколку преговорите не успеат, бидејќи сега не знаеме, веројатно дека постои притисок врз двете страни, од страна на меѓународниот фактор да се постигне договор. Но сега и двете страни може би имаат различни стратегии што повеќе им одговара, дали да се постигне, дали да не се постигне. Бидејќи може би доколку спласне тој притисок од страна на меѓународниот фактор, едната страна ќе се чувствува покомотно да се продолжи со тоа што го прави, да купува време и да се прави некоја своја стратегија. Еве вака, значи кога се зборува дури од граѓанските организации за радикализација, јас знам, оти сум во постојани комуникации, градиме стратегии, заедно дискутираме, зидни чекори, меѓусебно се информираме. Оти јас сум само еден од репрезентите на партиципиентите во граѓаните за Македонија. И се стави во опозиција да покрај мојата партија, опозицијата, како коалиција заедно, ги представуваме и граѓанските организации со кои што сме заедно до исполнување на одредена цел. Мислејќи на радикализацијата, верувам дека мислат на интензитетот на активностите кои што ќе се постигне, а е поразличен од кампот пред владата. Значи кампот го убива Груевски во поим, јас сум сигурен во таа работа. Ја постига својата вредност. Тоа е камп на слободата, каде што се сите секојдневни активности ние го покажуваме пркосот наш, решителноста за Груевски да замири. И тука апсолутно и трпението истовремено. Гледате, мирно, ненасилно, трпението исто така овде присутно. Истовремено, некои викат, дојдовте во пат позиција сега. Зошто е ова така? Знаете како? Да, постои таква перцепција, дека опозицијата моментално е во пат позиција. Да. Ние не сме во пат позиција. Груевски е во мат позиција. Зошто? Заради тоа што, знаете како, сега повеќе нема С од странски служби. Сега повеќе немаме дилема дали се автентични разговорите. Груевски ја потврди автентичноста на разговорите со коментарите внатре, кажувајќи дека вишок е тоа што Заев го зборува на самите пресконференции. Разговорите, самата автентичност ја потврдија. Насилството врз Груевски заради предвремени избори и техничка влада заврши. Какво насилство? Предвремените избори се дефинирани. Еве, владата ќе и договориме веќе на крај. Се е јасно. Значи, од таа стратегија на Груевски која што ја генерираше генерално пред сите нас, веќе дефинитивно нема ништо. И можам да кажам дека успехот не смее да биде ловорејќи само на опозицијата. Македонија го добива тоа. Оти на крајот, знаете како, конечната одлука ќе ја носат граѓаните. И тука не значи дека
опозицијата е победник овде или некој друг е победник. Победник е тој што народот ќе одлучи, граѓаните ќе одлучат на крајот кој е победникот и кој заслужува да ја води државата. Јас сум апсолутно сигурен дека Груевски тоа нема да е. Зошто? Заради тоа што самите бомби ја разниша и стратегијата на Груевски, и власта, и не вредат 5 банки повеќе. Само ако тоа се овозможи преку фери демократски избори, да граѓаните го кажат отворено, јасно и Ќе гласно. дојдеме и до тоа дали бомбите го разнишаа Груевски и до кој степен го разнишаа, можеби тоа е по-правилното прашање, но еве уште едно подпрашање на оваа тема. Доколку сепак продолжите со своите активности и власта се реши да оди во насока на тоа што е предвидено. Они нели велат дека е постигнат договор за предвремени избори во април и ќе ги организираат тие избори, ќе ги спроведат тие реформи кои треба да се спроведат. Што ќе се случи потоа? Вие што ќе правите? Избори без опозицијата не може да има. Значи, ни стојат сите легитимни демократски средства на располагање за да можам да кажам слободно дека избори нема да има. Значи, Никола Груевски и Али Ахмети не може да одат сами на избори. После се не може едноставно да одат сами на избори. Така да апла им е јасно и ним дека мора да се седне, да се подготват фер и демократски избори. Избори треба да има, но изборите мора да бидат фер и демократски. Избори како избори, такви како што беа во минатото, еве до каде ја донесува Македонија. Знаете како? Конечно време е политичарите да го направат чекорот за својата земја. Кај нив е вината. Во политичарите е проблемот. Тие се тие, Заев, Груевски, Али Ахмети, Мендухтачи и други. Сите заедно мора да го преземат чекорот за нашата земја. Гледате до каде дојдовме, една четвртина од граѓаните ни се надвор. Интензитетот на земјинување е уште поголем. Ние ги имаме изгубени институционалните вредности, надежта е уништена кај граѓаните. Тоа е обврска на сите кои што добиле чест или сака да добијат чест да ја водат државата. Тоа мора да го направат со решителни, храбри, одлучни чекори кои што покажуваат дека за државата се работи, а после за партијата и партиските интереси. Да. Еве сега да видиме за тоа колку вашите бомби го разнишаа Груевски. Значи, она што е евидентно е дека премиерот Груевски преговара со опозицијата, се преговара за предвремени избори, какви ќе бидат. Тој вели дека не прифатил преодна влада, тоа е неговата последна изјава. Но исто така дел од клучните министри поднесоа оставки, како што кажаа во образложенијата, поради во насока на решение за политичката криза, на барање за решение. Кои се вашите проценки? Во последниот период не гледаме никакви рейтинзи од агенциите, тоа е прилично интересно во целиот период дека трае политичката криза. Нема рейтинзи на политичките партии, нема рейтинзи на лидерите. Имате ли вие некакви податоци како стојат работите во моментот? Прават сите партии анкети за рейтинзи, но не ги гледаме, но не ги објавуваат. Сега ќе ви кажам како стојат работите. Значи прво Никола Груевски кажуваше дека нема да седне да разговара под вакви околности со Заев, еве седнавме разговара. Дека нема да има оставки, падна оставките. Дека нема да договориме избори, нема да има избори, заради тоа што легитимитетот им бил цел и они имаат право на цел мандат. Еве ги договоривме изборите. Најверојатно нема да прифати преодна влада, но ќе имаме организација на влада која што ќе ги подготви изборите. Зборувам со целата внимателност, секако за да дадам шанса на зелена маса да се постигнат сите оние очекувања во полза на државата. Анкетите, за да ги направите на 1200 испитаници, морате да посетите или да вратите 3000 телефони или 3000 семејства да посетите, за да добиете 1200 разговори. Рейтинзите во моментот, според нашата евиденција, ги правиме на некои 20 дена, се еднакви рейтинзи на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Паднати се рейтинзите на ДУИ и на ДПА, а процентот на луѓе од тие 1200 кои што не се изјаснуваат се помеѓу 42 и 46%. Не се изјаснуваат по ниедно од овие прашања. Значи, од 3000 испитаници, 1200 ви даваат одговор, од нив 44 просек не се изјаснуваат. Тешко е да се направи во ова време Тој анкета. процент е невообичаен за анкета? Невообичаен е заради тоа. И порано стравот бил присутен, па процентите биле неизвестни многу на луѓе што не се изјаснуваат, но порано за 1200 испитаници најверојатно, како што ми кажуваат луѓето што го работат тоа, биле потребни 2000 телефони, сега 3000 телефони се потребни, од проста причина што апсолутно за нас како опозиција
Тоа јасно кажува што луѓето прецизно не кажуваат дека само го чекат моментот да ја казнат власт. Работи се променија. Тоа го знае многу добро Никола Груевски и неговото заминување повеќе од јасно и нему и на неговите поддржувачи, а и на сите во Македонија. Добро, господине Заев, тоа ви беше образложение и на изминатите избори и пред тоа и тоа образложение го користи и вашата партија во континуитет дека испитаниците се плашат да го кажат своето мислење, но подоцна на изборите гледаме дека тие бројки, сега тие избори знаеме какви биле со сите тие нерегуларности, но сепак постои еден голем диспаритет кој од прилика се покажува и во реалност. Зошто пак одите со истото образложение? Значи, вие немате конкретни податоци дека СДСМ води во анкетите. Еве вака. Ако ви ставиме анкетите во другите податоци, каде што граѓаните даваат одговори, и тоа поприлично спокојно, околу 70% се незадоволни од состојбите во државата. Околу 68% не веруваат во политиките на Никола Груевски. Околу 72-3% мислат дека економски Македонија е пропадната, тоне комплетно. И тоа кажува се. Живееме во време-невреме, каде што пипците на автократскиот режим се воспоставени длабоко. Живееме во време каде што луѓето живеат и гледат семејства од платичката која што обезбедува јавната администрација или социјалната помош која што му следува на секој, но може да му биде под закана ускратена или слично. Времењата се целосно променети, господин Ризвановиќ, и јас сум апсолутно убеден што ќе се случи крајот на април 2016 година. Но не само јас. И Никола Груевски знае што ќе се случи. Да. Тој ќе замине. Да, во однос на клиентелизмот кој ја зборуваме во текот на емисијата, тоа е една прилично важна тема. Би сакал да ве прашам сега кога го спомнавте ова. Еднаш од истото ова студио кај колешката Трајковска, кога ве праша дали би победиле тогаш на фер избори, кажавте дека би изгубиле со мала разлика. Сега еве да ве прашам пак да се изборите фер и демократски, такви како што барате да бидат фер и демократски, каков би бил резултатот сега? Со огромна разлика ќе победи Сдружената опозиција. Со огромен број на гласови, повеќе од 100.000. Тоа се вашите предвидувања во моментов? Предвидувањата, проценките, анализите кои што ги правиме, секако, ама ќе треба и да се помачиме. Има дел од работите кои што мора да ги одработиме. Тоа се вика понуда. Граѓаните мора да ја знаат што е конкретната понуда на Социјалдемократскиот сојуз. Се обидуваме додека беа и доказите и аргументите кои што ги споделувавме, нашите обраќања на големите настани и слично, мал дел да испорачаме за да ја знаат визијата која што треба да ја очекуваат од опозицијата сегашна, но која тоа го правите комплетно со испорачување на понудата, ќе ги засените доказите и аргументите. Не можете паралелно, нема толку простор за опозицијата. Реток е просторот каде што опозицијата може да се представи себе си, но секако постои многу доволно време каде што можеме да ги кажеме нашите конкретни предлози и понуди кои што ги имаме пред граѓаните. Јас, ако дозволите, имаме време, би кажал овде некои конкретни. Да знаат кон што тежнееме. Токму за понудата за програмата ќе проложиме веднаш. Тука е делот и за клиентелизмот, тоа е прилично важен дел. Поврзане со вашата понуда, ќе проложиме со тоа веднаш по рекламите, а верувам дека гледачите ќе имаат мотив да не почекаат и да го видат остатокот од разговорот. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Искористете ги поволните услови, без административни трошоци и освојте вредни награди, екзотични патувања, викенди за двајца или топ-шоп ваучери. Аплицирајте до крајот на јули. Стопанска банка, на ваша страна. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка, традиционално освежување. 60 години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојно поддржувајќи ги вистинските вредности.
Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. Бидете секаде заедно со одлична мобилна мрежа. Одберете го постпейд пакетот One Promo Plus L и ќе добиете неограничени разговори кон сите мрежи, неограничени SMS пораки кон сите мрежи и 10 гигабајт интернет со месечна претплата од 699 денари. Плюс, со понудата добивате Супер Android смартфон Sony Xperia E1 за 0 денари. One. Секаде заедно. Секој нов ден е ново ветување дека ќе бидеме тука за вас и за сите оние што ви го прават денот подобар. Екзодерил продира длабоко во жариштето на инфекцијата и ги убива габичките. Важно е лекувањето да се продолжи до израснување на здрав нокт. Ексодерил продира длабоко и ги убива габичките. Грција со Atlas Corporation. Ја сакам оваа агенција. Не е лесно да го пронајдеш она што ти треба. Секогаш се прашувам, дали мојот избор е практичен или емоционален? Дали е одраз на моите желби или реалните потреби? Но кога секи си дојде на свое место и конечно ќе одберам, тогаш знам дека сум го направил вистинскиот избор. Брзи кредити за големи нешта. Шпарка се ненаменски потрошувачки кредит. Нежни и меки на допир, изработени од висококвалитетен памук, со голема впивливост за долгогодишна употреба. Освежете го вашето купатило со комплет пешкири од познатиот словенски бренд со 75 годишна традиција Свиланит. Од 15 јуни, единствено во Тинекс, соберете 15 купони и со доплата од 499 денари изберете го вашиот комплет од 2 пешкира. Со ДАБ играј за твоите милион денари. Собери 5 капачиња 0,33 литри или половина литар или 3 капачиња од литро и пол ДАБ амбалажа. Испрати ги во Прилепска пиварница и секоја недела освој атрактивни награди, телевизори, телефони, велосипеди и уште многу ДАБ награди. А во главното извлекување на 24 август и неверојатни милион денари за да станеш следниот ДАБ милионер. Овој ДАБ е за тебе. Златен ДАБ. Планирате патување? Пред поаѓање подгответе се со Linex Forte. Земањето Linex Forte пред патување им помага на цривата да се приспособат на промената на храна и на вода и се намалува ризикот од појава на проблеми со цревата. Одморот започнува со Linex Forte. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Да, се враќаме во студиото. Наш гостин, председателот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Господин Заев, дојдевме до вашата понуда, до понудата на партијата со што би настапиле на тие идни фери демократски избори, на кои би чувствувале, се разбира. Еве да кажеме дека господинот Груевски, премиерот, со години настапува со една политика која е поврзана со директни државни субвенции во повеќе сегменти. Значи, од земјоделство до образование, во уметноста, речи се да нема сегмент. Јавната администрација е зголемена повеќе кратно, значи за жал ја немаме точната бројка, за тоа треба сериозно истражувачко новинарство да се дојде до точната бројка на јавната администрација, но се работи за некои, еве не знам, 150, 160, 180 илјади луѓе кои земаат секој месец плата од државата
и се разбира дека земењето на таа плата за тоа се заблагодаруваат на партијата на власт или на партиите на власт, на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Како вие ќе настапите на тие избори? Како ќе се изборите против таа појава? Зошто граѓаните би гласале за вас за да се смени сета таа лагодност, сиот тој социјален мир кој го добиваат секој месец? Ето кому тоа е тоа, социјалниот мир преку клиентелизмот наспроти слободата и демократијата. Знаете како слободата и демократијата го созбиваат тој клиентелизам. Прво, граѓаните што работат во јавната администрација не смеат повеќе да се плашат од работодавачот, тоа е груевски. Не смеат да се плашат дури тие што работат во приватниот сектор од својот работодавач. Токму тоа е слободата. Да, се плашат дека ќе дојдете и вие ќе ги збркате, нели? Имаше сега ќе го објаснам токму тој дел. Видео кој излезе во јавноста каде што вие ќе го објаснам токму тој дел. Да. Токму тоа е слободата. Да имам право да работам, да заработувам, ако ја не се согласувам со тоа што мојот работодавач го кажува, да го кажам тоа. Треба да знаат сите граѓани кои што работат во јавната администрација дека СДСМ нема да ги брка од работа. Зошто? Заради тоа што веќе го вградивме она во кое што веруваме економско-оперативните социјални системи, кои што се на еден мериторен систем, дефинирани како сето она кое што можеби е вишок во јавната администрација, ќе биде целосно ставено на располагање во служба на граѓаните во продуктивни цели. Тоа дава токму таа слобода за која што се бориме и велиме лебот не смее да биде опција на слободата. Лебот се подразбира. Тоа мора да биде загарантирано од секој. И апсолутно тоа кој што го кажувам денеска јавно, јас го верувам, го напишавме во нашите програми и е наше ветување кое што предстои. Но самото тоа не е решение на општеството во кое што живееме. Знаете како? Општеството е обременето од толку многу други работи, еден дел дури извештајот на Прибе, ќе видите ги објаснува. Тие изразуваат негодување за давањето на новите решенија за трансформација од времените вработувања кон она што значи трајни работни места се со датум 2016 година. Тоа е катастрофа. Значи граѓаните имаат право на работно место на согласно критериуми, принципи и слично. Така да тој дел е едно од решенијата во кое што гледаме излез со прекубројната јавна администрација, како тоа да биде искористено во развој на општеството. Како тоа? Генерално, можете ли да го појасните ова, бидејќи мислам дека не ми е баш јасно. Што ќе правите со вишокот на јавната администрација? Економско-оперативните социјални системи значи изнаоѓање на работно место за она кое што значат потреби на општеството во кое што живееме. Гапови, од кои што може да се придвижи самото општество, а досега се слабости на системот. Нешто кое што го практикува Европската унија во земјите од источниот дел на Европа, Полска, Чешка, Унгарија, кои што влегоа, за да можат да луѓето не останат без работа, а буквално да бидат во функција на идниот прогрес на самото општество. Ги разработивме сите овие методи и тоа е апсолутно возможно. Јас ќе го кажам како го гледам тоа во една моја Струмица каде што практицирам власт. Имаме 4 клонови на детски градинки во Струмица. И една од најубавите градинки ни е на една локација и за жал децата најмалку ги носат таму. Зошто? Заради тоа што воспитачките најмалку ги гледаат своите деца, односно дечињата, или најмалку ја вршат негата на децата, покрај воспитувањето и е нега. И логичниот дел е, сите зимат иста плата на први, а секој не ја извршува својата работа. Тоа е тој мерит систем, каде што на крајот не може да опстои тој кај што не ја извршува својата работа. Значи, секој мора да биде распореден таму кај што ќе биде продуктивен. Тоа не значи дека ќе биде избркан од работа, ќе му се даде шанса. Но при тоа мора и приватниот сектор да излезе со понудата. И тоа со уште поквалитетна понуда во функција на висина на плати од она што јавната администрација го нуди. Значи едно со друго само изолирано не може да се гледа. Тоа е пакет, сет на мерки економски кои што мора да бидат понудени пред граѓаните и тоа мора да се случи. Как ќе го направиме тоа? Делот на економијата мора да биде насочена со сите поддршки и ресурси пред се кон домашниот сектор. Странските инвестиции се добре дојдени, но мора да бидат реалоцирани сите помошти, како државни помошти, пред се кон домашниот сектор. Зошто? Заради тоа што дури и профитот останува овде и се вложува и е нова дополнителна вредност, што не е случај кај странскиот инвеститор. Тој е добре дојден и тој мора да дојде на природна основа, на нешто кое што значи потенцијал наш, како што се природни ресурси, географската поставеност до пазарите и слично. Земјоделството треба да биде и да престане да биде голема лага
преку самите субвенции. Субвенциите ќе ги има и ќе бидат поголеми. Тие мора да постигнат ефекти и цели кон кои што ќе се стремиме. Да го стимулираме тоа што е наша предност. Ако градинарството рано е наша предност, тоа мора да биде стимулирано и ќе бидат 10% поголеми субвенциите од претходната година, ако производството по хектар биде зголемено. Значи да го потикнеме самиот земјоделец. Образованието мора да биде гледано како комплементарен дел на сите други останати гранки. Треба да знаат граѓаните, екстерно образование повеќе нема да има. Зошто? Изборите се во април. На прва седница на влада ќе биде укинато екстерното образование. Тоа треба да го знаат и учениците, и родителите, и наставниците. Катастрофа проект. И наетот на Груевски го одржува до ден денеска. Треба да биде веднаш укинато. Наставниците стана администратори. Тие мора да бидат учители повторно, да го пренесуваат своето знаење. Извршителите во општеството. Денеска имаме извршители што годишно заработуваат со околу или повеќе од 500.000 евра еден извршител годишно. Тоа мора да се редефинира. Тоа е современа плячка, модерна плячка. Како би ги редефинирали извршителите? Комплетно со промена на законот. Со комплетно промена на законот каде што дури и извршителската награда мора да биде врзана дефинитивно. Ние нудиме еден правичен општествен систем, каде што велиме побогатите ќе платат повеќе. Не може тој што зима 10.000 плата да плати 10% персонален данок и тој што има годишно, а имаме такви, 1 милион евра приход, 100.000 евра приход, сите да платат 10%. Тоа не е фер и не е правично општество. Ќе дефинираме општество во кое што ќе тежне кон средниот слој, средната класа. Денеска во Македонија имаме 2-3 до 4 веќе посто екстремно богати луѓе, 92-3% се екстремно сиромашни луѓе. 3-4% е некаде средната класа. Тоа мораме целосно да го промениме. Тоа е генерално кажано, во емисија не се презентира цела програма, јас сакам да ги кажам нашите главни нишки кон кои што се стремиме. Јас сум практичар човек. Тоа што досега го работев, го проверив и кај себе и во Струмица. Ако се сака, се може. Доаѓам од реалниот сектор, кој што дава плати. Како ќе допрете со своите идеи до граѓаните? Еве, значи, вашиот опонент ВМРО ДПМН со години користите на црна антикампања. Тие едноставно ги покажуваат примерите. Еве, да речеме, го враќаат времето на СДСМ од изборите во 2002 година, ветувањето еден вработен во секое семејство. И велат, каде еден вработен во секое семејство, го користат разочарувањето тој период и велат што сега ќе биде подобро. Од друга страна, вие сакате да ја презентирате вашата понуда, но како ќе ги убедите граѓаните во тоа? Бидејќи пак ќе кажам, од една страна имаат еден систем кој е релативно сигурен, кој функционира. Дали е тој штетен долгорочно за државата финансиски? Дали зависи од странски задолжувања? Дали зависи од кредити? Тоа веројатно дека обичниот граѓанин не размислува многу. Како вие ќе ги убедите? Како ќе ги убедите граѓаните во својата понуда и дека тоа ќе произведе нешто различно? Зошто тие би гласале за вас? Прво, граѓаните се веќе убедени само ако им се овозможи фер и демократски слободно да изразат својата волја и ќе видите дека се убедени. Досега на Груевски се гледаше како еден татко расипник, комарџија, коцкар, алкохоличар, кафанџија, не знам како да го дефинирам, ама е татко. И сите го гледат како татко. Зошто тоа е задоено целото со медиумскиот простор. Но со годините видоа граѓаните дека не само тие како деца, нивниот татко ги уништил нивните иднини, ги уништил иднините на нивните деца. Тоа го кажувам баш за кредитите, што го кажувате. Урнисано е се. Денеска плача душите на родители заради тоа што децата нивни не се овде. Алармот е дигнат до небото и тоа ќе трпи промени. Како ќе го кажеме? Веќе го докажавме со таа порака да не се повтори повеќе. Го докажавме. Начинот на кој го направивме тоа, храбро, решително и одважно, само по себе е гаранција дека не Заев, не било кој да дојде 100 пати има да мисли пред да преземе вакви чекори кои што се правеле врз Македонија и нејзините граѓани сиве овие 9 години наназад. И апсолутно огромен дел од работата е веќе завршен. Останува понудата. Имаме недостиг на медиумски простор, но заради тоа се бориме за организација на влада, меѓу другото, да има фер шанса, да граѓаните го добијат и тоа во тие фер и демократски избори, и тоа е фер шанса. Нека се представи актуелната власт, да се представи опозицијата, да може граѓаните да изберат слободно, спокојно тоа што е за нив најдобро. Доказ кој е Заев? Заев е под репресија постојано од Груевски институциите на системот, комплетно сиве овие години. Па победува во Струмица,
Па важи Струмица за една од најразвиените општини во Македонија. Тоа се доказите. Другото останува, изволите шанса практично тоа да го провериме. Јас сум практичар човек. Доаѓам од деловниот сектор. Тврдам дека Македонија може да биде и како подобро место за живење. Може би не веднаш Швајцарија на Балканот да биде, но подобро од ова денеска што го имаме, од кое што се срамуваме сите, од кое што ни пати и плачи народот, и како може да го промениме. Јас сум убеден во тоа, знам дека се граѓаните убедени, знаат дека новата власт, предводена од СДСМ, не може да се дозволи вакви казни, кои што тоа го прави власта. Инспекциите мора да бидат опоменувачи, а не да бидат главни полначи на буџетот на државата. Оти велиме да ја направам паралелата. Последните години на власт на СДСМ, по 2006 има буџет 1 милиарда 650 милиони евра. Сега е 3 милиарди евра буџетот. Од каде падна од небото тие пари? Се е тоа исцадено од граѓаните и од стопанството. И затоа ги нема парите. Украдените милиарди евра, испумпани надвор од државата, дополнително го мултиплицираат комплетното уривање економско на Република Македонија. Тоа ниту Хан, ниту Хорав, ниту Бејли може да го спречи, тоа може ние да го спречиме. Граѓаните и да му кажеме стоп. Оти ќе дојде време, ќе не прашат нашите деца. И што правевте кога пред очи? Гледате како државата ви бега, како вода која ја држите во раците. Што направивте вие? Тоа граѓаните мора да го направат. И ќе го направат секако согласно понудите кои што ќе ги испорачат оние кои што се нудат пред нив за да ја добијат честа да ја водат нашата заедничка земја. Да. Добро, пред самиот крај да се вратиме повторно на политиката. Во своите последни бомби ги таргетиравте и го таргетиравте и другиот коалицијски партнер, Демократската унија за интеграција. Веќе подолго време од вас јавноста бара објавување на снимките за Смилковско езеро, се изјаснивте по тоа безброј пати, ми се чини почнавте со објавување еве директно на еден сет на снимки за Дуи. Некако ми се чини дека почнавте првен ги таргетиравте, се разбира, ВМРО ДПМН. Го нападнавте и Мендухтачи, неговата ДПА. Сега директно ја нападнавте и Дуи. Од друга страна, во овие преговори кои се водат со меѓународниот фактор, се чини дека иако после сите снимки, после сите бомби, премиерот Груевски и ВМРО ДПМН имаат поддршка од европската десница. Ви се чини ли некако влеговте фронтално во војна, во напад, ги нападнавте сите страни, значи едноставно сам против сите? Заев опозицијата не се сами. Со нас се народот, граѓаните. На меѓународно ниво, унисона е поддршката од левицата, од партиите на европските социјалисти и демократи. Унисона, комплетна, што не е случај со десницата. Десницата е издвоена, дел дават поддршка, дел не дават поддршка на тоа што власта го направила. Денеска извештајот на ПРИБЕ и тоа што се препораките кажуваат се. Но тоа не е најважно што тоа од надвор кажуваат за нас. Прво, народот, граѓаните се со нас. И тоа ќе се покаже и случи на изборите кои што следуваат. И од тоа нема бегање. Кога водите ваква решителна и одважна битка, политичка битка, не може да калкулирате. Некои викаат, добро, што беше тоа со Дуи? Дел од стратегијата. Знаете, ако човекот кој што треба да се одважи, како во секоја нормална земја, да поднесе оставка, тоа не го прави. Тогаш му ја повлекувате чергичката за да падне. Дуи треба да излезе од владата. Јас со објавувањето на последните докази и аргументи од страна на опозицијата го повикав Дуи да излезе. Ама да излезе од владата, не да гласа распуштање на парламент. Од ако гласа распуштање на парламент, да испраќаат пораката дека заедно со Груевски одлучиле сами додатни избори. И на такви избори ништо не може да направат, ниту ќе успеат таквите избори. Апсолутно треба да го повлечат чекорите. Има честни луѓе во Дуи, како што има многу честни и во ВМРО ДПМН. Овие политички партии требаат на Македонија. Треба да отвориме и многу други помали партии да созреваат. Тоа е демократизацијата на општеството. Но токму тие честни луѓе во владеачките партии се тие кои што ќе го преземат или нема да го преземат чекорот. Оти ако не го преземат, џабе што се честни. Остануваат со учесници, со оние нечестници врхушките. Така да треба да го преземат чекорот и пополека сите заедно да го убрзаме процесот, оти Македонија го губи секој ден. И се надевам дека тоа многу брзо ќе се случи.
Имаме уште една минута. Што доколку на тие фери демократски избори вие победите, хипотетички, но од друга страна победи и ДУИ. Ќе направите ли коалиција со нив? Тоа се прагматични работи, времето ќе покаже прво. Тоа не е честно да се калкулира уште сега. Водам проект кој што се вика Вистината за Македонија. Принципиелно би можете ли да направите коалиција со истите луѓе во ДУИ сега? Со Али Ахмети, со Муса Џафери? Само со честни луѓе кои што не се инкриминирани во она што представуваат докази наши во наши раце, соопштени во јавноста, може да седнеме и да разговараме. Секако такви луѓе има многу и во ВМРО-ДПМН, и во ДУИ, и во помалите партии кои што денеска се дел од власта, се е отворено. Предрасуди немам, позитивен сум. Животот ме научи дека во него имаш време или за добро, или за лошо, за двете немаш. Треба да бидат отворени вратите кон сите, затоа се трудам да испратам позитивни пораки. На сите овие настапи се трудам да бидам позитивен, да дадам шанса. Ова е наша заедничка земја и мораме заеднички да се грижиме за нејзината иднина и заеднички да ја градиме таа нејзина подобра иднина. Господине Заев, благодарам за гостувањето во 24 вести. Почитувани гледачи, ова беше уште една анализа, овој пат со претседателот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Вие останете со програмата на 24 вести.